Судскиот совет на вчерашната седница донел одлука да се стават вон сила сите активни огласи за избор на суди или председатели на суд, поради повторно огласување со што се поништува и огласот за избор на председател на кривичниот суд. Овој процес се очекува да заврши во текот на наредната недела, а потоа ќе биде објавен нов оглас. Охридското тло не се смирува. Во текот на ноќта и утринава имаше повеќе мали потреси со интензитет од 2,7 до 3,4 степени. Општинските власти, представници на Институтот за земјотресно инженерство од Скопје и Сеизмолошката обсерваторија синоќ одржаа координативен состанок. Од 18 јуни до денес во Охридското подрачје се регистрирани над 1000 потреси, од кои најсилниот беше вчера со магнитуда од 5 степени според Рихтер. Северна Кореја објави дека успешно тестирала ракета со среден дострел. Ракетата паднала во Јапонското море откако прелетала 930 км за 37 минути. Можеби Кина ќе преземе сериозни чекори кон Северна Кореја и ќе заврши со овие глупости еднаш за секогаш, напиша американскиот претседател на Твитер. Јапонскиот премиер Шинзо Абе ги повика Кина и Русија да играат по конструктивна улога за севернокорејското прашање.